18 месеци условна казна затвор изрече судот за поранешните директори на Тетовската болница Флорин Бесими и Артан Етеми за судскиот предмет поврзан со пожарот во модуларната болница. Тие беа прогласени за виновни дека сториле кривично дело, тешки дела против општата сигурност, додека на правното лице Клиничка болница за предизвикување општа опасност му беше изречена парична казна. Ослободителна пресуда за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија добија докторот Бобан Вучевски и правното лице. Оштетените пак за своите оштетни побарувања се упатуваат на спор. Судијата образложи дека прво и второ обвинетиот не се обвинети за предизвикување пожар, туку затоа што направиле пропуст, односно и покрај тоа што требало да постават противпожарни апарати, тоа не го сториле. За трето обвинетиот, според судијата, обвинителството не докажало дека го сторил кривичното дело. Немало доволен број на докази дека бил раководител, но и на влезната врата стоел надпис «Забранет влез за недворешни лица». Согласно членовите 35, 33 и 39 од Кривичниот законник на обвинетите Флорин и Артан им се утврдува казна затвор од по 1 година и 6 месеци. Согласно член 49 и член 50 од Кривичниот законник им се изрекува условна осуда. Утврдената казна затвор нема да се изврши доколку обвинетите секој за себе во време од по 3 години не сторат ново кривично дело. Согласно член 96А, 96Г и 96Е од КЗ, правното лице се осудува на парична казна во висина од 1.000.000 денари. Обвинетите Бобан Вучевски и ЈЗУ Клиничка болница Тетово се ослободуваат од обвинение согласно член 403 став 3.1 од ЗКП. Етеми не беше присутен, а Бесими најави жалба до апелација затоа што, како што рече, не ја разбира пресудата. Нити сум изведувач, нити сум го бил надзор, нити сум го примал, што постои во документите дека не сум го примил, не сум подписник. Само знам дека се обвинувам за ПП апарати. Дали имало или не имало, тоа во текот на судскиот процес го докажа овие сведоците. Мене ми останува да го спротивставувам ова пресудата и да го барам моето право во повисоки судските институции. Ослободителната пресуда за докторот Бобан беше поздравена со аплауз од присутните граѓани кои денес дојдоа да го поддржат. Тој рече дека правдата е задоволена. Благодарност на сите роднини пријатели што целиот судски процес беа со мене и не дозволија ни еден момент да останем сам. Благодарност на адвокатскиот тим што цело време поддржуваше и ми даде сила да можеме да го спроведеме овој процес како што треба. Благодарност на правдата што излезе дека јас како доктор сум бил со вас, а сега уште поише ќе бидам со вас. Во пожарот во модуларната болница во Тетово, кој се случи на 8 септември 2021 година, загинаа 12 пациенти кои се лекуваа од COVID-19 и 2 лица придружба. Според вештачењата кои беа направени, пожарот настанал како последица од електрична куса врска во приклучниот кабел на дефибрилатор со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Пожарот се проширил многу брзо и целиот објект изгорел за само неколку минути.